Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Кошаркарите на МЗД Скопје Аеродром го забележаа и 8-миот пораз во 9-тиот настав во кошаркарскиот Евроклуб. Тие синоќа на гостувањето во Талин загубија со 84-69 од Калев. Следбата во Естонија металците ја загубија веќе по првото полувреме, по кое се најдоа во минус од минус 18 поени разлика. До крајот на средбата тимот на Калев по добиената трета четвртина со 24-18 се опушти, па така МЗД Скопје успе да се избори за пораз од само 15 поени разлика. Синовец со 12, Рейнот со 11 и Деви со 10 поени беа единствените двоцифрени во редовите на МЗД Скопје за кои не настапија Чековски, Гечевски, Лучич и Оташевиќ. Кај домашната екипа најефикасен беше Абот со 25 поени, следен од Молдовано кој додаде 18 коша. Веќе в недела кошаркарите на МЗД Скопје Аеродром во спортскиот центар Борис Трајковски го пречекуваат лидерот на АБА лигата, тимот на Црвена ѕвезда. По синоќешните надпревари познати се сите учесници во осмина финалето во Лигата на фудбалските шампиони. Во групата Е, Челси со победа од 1-0 над Стеуа го потврди првото место. Шалке со 2-0 славеше над Базел и на тој начин го обезбеди второто место во групата. Во групата Ф имаше и драматична завршница во која најмногу загуби Наполи. Тимот на нашиот Горан Пандев беше елиминиран од Лигата на шампионите. Наполитанците беа пред невозможна мисија бидејќи им беше потребна победа од 3-0 за сигурен пласман во следната фаза. Сепак Борусија Дортмунд на гостувањето кај Марсеј славеше со 1-2, а Наполи со 2-0 го победи Арсенал, кој беше недоволен за пласман во следната рунда. Па така, Наполи своите надпревари во Европа ќе ги продолжи во Лигата на Европа. Во групата Г, Атлетико Мадрид со триумфот од 2-0 над Порто само го потврди врвот на табелата, додека на вториот надпревар Австрија Вена со 4-1 славеше над Зенит и стигна до првата победа во дебитантската сезона во Лигата на шампионите. И покрај поразот Зенит се пласираше во нокаут фазата благодарејќи на победата на Атлетико Мадрид над Порто. Во групата Х, Милан се избори за реми против Ајакс и на тој начин го обезбеди второто место. Росинерите играа со фудбалер помалку, откако Монтолива беше исклучен во 22-та минута. Барселона со убедлива победа од 6-1 на Селтик ја заврши групната фаза на првото место. Хет-трик постигна Неймар, а почесниот гол за гостите го постигна Самарас во финишот на надпреварот. Милан официјално го комплетираше трансферот на јапонецот Кейсуке Хонда од редовите на ЦСКА Москва. Тој ќе дојде на Сан Сиро како слободен играч, бидејќи му заврши договорот со рускиот клуб. Милан се обиди уште во летниот период да го доведе 27-годишниот фудбалер, но ЦСКА Москва одби да го проведе за символична цена. Со доаѓањето на Хонда, еден од тројцата играчи, Кристанте Сапонаре или Нијан, ке мора да замени на позајмица. Хонда во изминатите 4 сезони за ЦСКА одигра 121 надпревари и постигна 28 гола. Тимот на Масимилијано Алегри се наоѓа на 9-то место на табелата во серија А со 18 бода. Во НБА лигата синоќа се одигра 9 средби каде поуспешни беа гостите кои победија на 5 надпревари. Стивен Кари на 3 секунди пред крајот му донесе победа на Голден Стейт откако успеа да надополни 18 поени негатива и да слави со 95-93 над Далас. Кари уфрли 33 поени. Монта Елис и Дирк Новицки постигнаа по 21 поен за Далас. Док Риверс за прв пат се врати дома и неговиот сегашен тим Лос Анџелес Клиперс го совлада Бостон со 96-88. Джамал Крофорд постигна 21 поен, а Клиперси успеа да се одлепат во финалните 3 минути. Гостите стигнаа до седмата победа на последните 10 меча, а Крис Пол имаше 22 поена, 9 асистенции и 7 скока, додека Блейк Грифин додаде 18 поени. Кај Селтикси Джеф Грин даде 29 коша. Нью Йорк Никс го победи Чикаго Булс со 83-78. Кармело Ентони реализираше 30 поени и 10 скока, додека Амаре Стадемер заврши со 14 поени и 9 скока. Биковите играа без повредените Дерик Роуз, Луил Денк и Джими Батлер. Мало изненадување направи Јута, кои нагости славеа против Сакраменто со 122-101. Сигурни победи синоќа остварија и Сан Антонио и Оклахома. За вечерва само 2 средби во НБА лигата. Здраво, јас сум Иван Таваковски, член на кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Виктор Блажевски, член на
кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Матеј Дабевски, член на Кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.